денес остваривме средба со откупувачите на праски. Представници имаше од Министерството за земјоделие, односно советникот Трајан, директорот на Инспекторатот за земјоделие Шапорич. Нашата цел беше да направиме една првична средба со оглед на тоа што започнува бербата на праски, за да видиме каква е реалната состојба, со кои предизвици се соочуваат откупувачите, како може ние да помогнеме, но и што да очекуваат нашите овоштари. Целта беше да направиме една средба конструктивна, каде што пред да почнеме со посериозна берба, ќе ја имаме на увид реалната состојба со овошките, односно со праските. Морам да спомнам, Комисијата за измрзнување излезена е на терен. Да, Комисијата за измрзнување за жал и оваа година се случи мрзнење, е на терен, се прават записниците, се гледа состојбата, но за наша среќа оваа година имаме шанса да зборуваме и за берба, и за пласман, и за праски, бидејќи не е како лани 100% се измрзнат. Значи сепак има останато праски на земјоделските ниви. Господин Димковски, кажете ни кои се проблемите кои што ги нафрлија росоманските откупувачи? Па видите, ова на иницијатива на градоначалникот, трговците кои што работат пред се овдека доминантно со откупот на реонот околу Росоман за праската. Ова е еден почеток, првични денови за бербата на праската. Она што можевме со нив да видиме и да слушнеме, дека се очекува една, би рекол, просечна, стабилна откупна реколта. Секако дека движењето на цените зависат и од другите трошоци кои што се итекако покачени. Она што кој него посебно издвоија е, а тоа знаеме сите, дека кај нас, барем праската некаде доминантно или околу 60% од извозот оди на пазарот за Русија, поготово оваа година знаеме што се случува околу војната во Украина, најголем проблем го изнесоа околу организација на транспортот, бидејќи транспортот е повеќекратно зголемен, секако дека тоа ќе влијае и во одредени моменти на изнаоѓање на возила за извоз, за транспорт, но од она наша страна дека ние, би рекол, една ваква рутинска средба која што ја имавме денеска со откупувачите на праска, секако ќе бидеме во постојана комуникација, како и досега, ќе го следиме откупот целосно, се надевам дека ќе заврши онака како што е најавено и што се очекува. Сепак оваа година има одредена берба, иако веќе имат и од страна на општината и градоначалникот, комисијата е на терен, се очекува некаде можеби 50-60% од она што барем на почетно е најавено да приносите бидат помали од стандардните вообичаени. Тоа значи дека ако имало берба околу 13.000 тони годишно, ова година би требало можеби 6 до 7.000, од кои што ако само толку сме имале во Русија, од она што беше кажано, некаде 4 до 4.500 тона би се очекувало да се извезе во Русија. Проблемите со кои ќе се соочуваат овдека секојдневно сме тука, разговаравме и за анализите, за државната фитосанитарна лабораторија, да бидат достапни и секако дека се она што е од наша страна сме апсолутно максимално отворени и достапни до сите, како до земјоделците, така во оваа карика на извозот исто се битни и трговците кои што треба да го изнесат ова производство надвор. Едноставно би рекол дека да, тука сме постојано да комуницираме на таква основа, беше разговарано, имавме одредени заклучоци како да бидеме во комуникација, да ја подобриме таа комуникација побрзо, доколку има потреба, и знаеме дека ние веќе имаме зелен коридор на границата, доколку има потреба да се интервенира и таа организација може да ја направиме, затоа разменивме и комуникација, односно телефони со граничниот премин, доколку има таква потреба од тоа би се реализирало секако и таму веќе е договорено. Така да правиме максимално нашата роба да иде што е можно побрзо да стигне до крајниот купувач и секако кај што е можно во некои одредени алтернативни услови за да се бара и такви одредени пазари. Ваше уведување според трговците ќе имали квалитетна цена на праските година? Ова е почеток, би рекол, цената се уште крајна, ова што го гледам дека не е формирана, бидејќи кога велам инцидентно дека кај Игор сме во моментот кој што има своја берба,
Инаку, она што јас очекувам дека, реков, во зависност од сите други животни трошоци ова година, секако дека цената ќе биде повисока, но тоа не значи дека повисока цена и поголем профит за земјоделците, бидејќи знаеме каква состојба и какви трошоци се зголемија, но затоа ние како политики, ако може да кажем, веќе направивме одредени измени во Законот за зелена нафта, каде што ќе може наредната година веќе и да се оди и до 100% субвенционирање за овоштарството. Рековме дека ова година ќе биде првично некаде 30 после септември околу 30% аванс на исплата, така да едноставно ние правиме максимално што е во рамките на буџетот и во рамките на нашето делување и постојано сме во комуникација за било какви промени, да кажем така, да изреагираме брзо се со цел да го одржиме ова производство, секако и да нашите производители, значи да можат што е можно подобар профит или подобра сезона да имат ова година. Господине Шапорич, на состанокот имаше и сугестии за инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат. Што конкретно? Па еве конкретно веќе господинот Димковски треба да спомна дека разговаравме дека лани немаше се разбира голема берба и голем извоз, дека во делот на фитосанитарната политика, односно издавање на сертификати, да продолжи условно речено добрата соработка, да се издаваат побрзо, да бидат колку што е можно во согласно бројот на фитосанитарните инспектори, да им се издаваат сертификати, да се забрза исто процедурата, да влијаеме во државна фитосанитарна лабораторија, а во оној другиот дел на откуп ние ќе ја следиме состојбата и во зависност од ситуацијата ќе реагираме. Квалитетот на праските годинава, можеме да очекуваме квалитет? Па еве, сите најави се дека ќе биде квалитетна и јас очекувам да биде квалитетна и да има што повеќе извоз. Господинот Димовски рече дека околу 4.500 тони има, лани многу мал беше, односно незначителен, така да најавуваат дека нема да има проблем со пласманот. Треба да видим. Морам да прашам, може би требаше и господин Димковски да го прашам, државата претпоставам дека ќе им помогне на откупувачите кога станува збор за еве пласманот во странство. Па секогаш се труди државата да им помогне колку што можам. Мислам дека и господинот Димковски спомна и државата секогаш стои на располагање. Преку промоции, учество на сајмови и тие работи, инаку они најдобро си го знаат пазарите. Бензинска пумпа ДМД Оил.